Волос. Ова веќе не е нормално. Се прашувам често, што се случи со луѓето во Македонија. И не луѓе, знаете што ми викаше? Дека сум наркоманка. Дали јас ви личам на наркоман? Погледнете го моето лице. Погледнете ги моите заби. Погледнете ги моите очи. Погледнете го моето тело. Дали јас ви личам на наркоман? Донесете ги сите доктори да ми испитате. Јас сум чиста. А овој демон? Овој метадон и шприца дава на деца, бе. Овој труе луѓе. Носете го! Значи, јас пушам марихуана, од време на време, да речеме, еден джоинт можам да го пушам 5 дена. Тоа, значи, 2-3 дима, сакам, некој, нели ти ке... Кейт Бела е символ на времето во кое живееме. Време во кое е поважно да бидеш вирален отколку да бидеш присебен. Неизиното однесување не е само неизин проблем. Тоа е диагноза за тоа колку ниско паднаа критериумите во Македонија за тоа што се смета за јавна фигура. Веќе не гледаме само забава, туку гледаме целосно губење на контролата врз сопствениот имидж и однесување. Неизините настапи се полни со контрадикции, необични реакции и моменти кои ја преминуваат границата на добар вкус. Но, она што најмногу застрашува е како публиката реагира на неа. Наместо загриженост, таа добива подсмев кој се пакува како поддршка. Таа стана жртва на сопствената желба за внимание, влегувајќи во улога која изгледа како бескраен социјален експеримент кој тргнал наопаку. А потоа го имаме Боки, човекот кој ги помести границите на бизарното. Адо, молим те, реч имплементација. Имплементација. Да, шта е? Нешто. Шта си рекол ти да е? Имплантација. Понови, да ти кажи. Имплантација. Како? Са сам и јас. Ајде, понови. Имплантација. Евалуација. Елувација. Како? Елувација. Евалуација. Елувација. Жено, евалуација. Консенсус, па не знам стварно. Па ти знаш да тверкуеш, променила си пол и шла кога не знаеш што е консенсус. Бенефиција. Неговото однесување пред камера веќе не е само чудно, тоа е застрашувачки пример за тоа како еден човек може целосно да го изгуби компасот за реалноста само за малку внимание. Дали навистина сметаме дека ова е забавно? Или само гледаме како некој полека пропаѓа во живо? Како стигнавме до тука, нашиот јавен простор да биде окупиран од апсурд? Денес не зборуваме за уметници или научници, туку за ликови кои станаа символ на тоа како социјалните мрежи можат да излезат од контрола. Зборувам за Ритком ДФК, Боки, Кейт Бела, луѓе кои ги преминаа сите граници на нормалното. Дали е ова новиот македонски сон? Да бидеш познат по секоја цена, дури ако треба да го жртвуваш сопствениот достоинство и здрав разум. Овие ликови не се виновни сами по себе. Виновни сме ние што им даваме лайк, што ги споделуваме, што им го даваме вниманието кое им служи како гориво за уште поголеми аномалии.